Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравието. Денеска ќе говориме на тема ретки болести, а по тој повод со нас во студиото се Весна Стојмирова, председател на Сдруженијето за ретки болести Живот со предизвици, и доктор Елена Шукарова-Ангеловска од Клиниката за детски болести од одделот за ендокринологија и генетика. Добре ни дојдовте. Најдовме, благодарам што ме поканивте. Весна, ти боледуваш од една ретка болест која се нарекува гоше. Објасни ни за каква болест станува збор и кога оваа болест ти беше диагностицирана? Така, значи, гоше е една болест која го опфаќа цел организам на некој начин, затоа што фали еден ензим во телото и затоа се таложат гоше клетките, и тоа во слезината, во црниот дроб и во коскината срцевина. И на тој начин слезината и црниот дроб се зголемуваат, коските слабеат и лесно се стануваат кршливи, додека пак исто така има и други проблеми, како што се намалени тромбоцити и слабокрвност, намален хемоглобин во крвта. Поради тоа организмот не може да функционира нормално, значи се чувствуваш уморно, од друга страна имаш едно стомаче околу тебе кое не можеш никако да го намалиш со никакво вежбање, а од друга страна се губи и енергијата за секојдневните активности, значи нема толку многу играње како дете и нема толку многу шетање, но од друга страна сепак е еден предизвик кој ти дава сила во животот за да продолжиш понатаму. Со оваа болест бев диагнозирана кога имав 7 години. Тогаш беше доктор Зисовски на клиника. Тој ме диагнозираше со оваа болест. Ми кажа дека има и други пациенти со ваква болест и дека засега нема терапија која би се примела во Македонија. Да. Но понатаму, кога наполнив веќе 20 и нешто години, сватив дека е време јас да почнам да барам и да се убедам да се снајдам, да најдам решение за тоа што ми се случува. Контактирав со многу луѓе од странство, со Израел, со Европа, со луѓе на Балканот и на крајот и со компанијата Гензим. И така ја добив уствари и терапијата. Да. Тоа беше донација од страна на Гензим, и која се уште ја примам, веќе 4 години сум на терапија. И сите симптоми се наполно исчезнати, значи намалена ми е слезината и црниот дроб, коските ми зајакнаа, баш сега ги испитував пред неколку недели и крвта ми е зајакната, имам повеќе енергија и токму затоа и се борам за другите пациенти да можат да го почувствуваат тој благодет, затоа што знам што значи да имаш и да немаш, и многу е поубаво кога ќе имаш, затоа што животот буквално ти дава втора шанса. Да. Доктор Шукарова, колку на детската клиника има пациенти кои што боледуваат од болеста гоше, и објасните не како оваа болест всушност и настанува? Значи, гошевата болест, тоа е една церебродизидаза која што е тука заради дефицит на ензим, најчесто генетски дефект на ензим кој што се вика гликозил цереброзидаза. Тој ензим е одговорен за разградување на цереброзидите, кои што, ако не може да се разградат, се таложат во клетките, и тоа се таложат во клетките на хепарот, на слезниката, на црниот дроб, во централниот нервен систем, коските и на други органи. Значи, еден ензим кој што дава комплетно оштетување на сите други органи и системи. Во моментот гошевата болест, од гошева болест на клиниката има 10 пациенти, 8 до 10 пациенти, некои се добро диагностицирани веќе со генетска, односно ензимска диагностика, а некои се уште во фаза на диагностицирање, од кои што околу 4 се лекуваат со лекот кој што е понуден од Genzyme. И имаат нормален живот. Тие деца имаат, односно тие особи, тие пациенти имаат голема предност од терапијата, затоа што на вистина е терапија која што им дава втора шанса, која што им овозможува комплетно нормален живот, остварување на својот сон у било која смисла. Рековте има терапија за 4, а со другите 6? Значи, некои се во фаза на диагностицирање, значи се уште не се комплетно диагностицирани, додека за другите, за едно дете се преговара со Министерството тоа да се стави, има доволно терапија сега Министерството да покрие уште терапија за едно дете, па се надеваме дека скоро тоа ќе биде поставено. А во блиска иднина се надевам дека буџетот ќе се зголеми за да ги опфати сите деца кои што треба да се лекуваат со гошева болест. Весна, објасни нешто повеќе околу терапијата која што ти ја пременуваш.
Така. Значи, терапијата се прима преку инфузија. Тоа е замена за ензимот. Значи, тоа што ми фали, тоа ми се дава. Преку инфузија, значи, секои 2 недели одам на клиника и морам да ги пофалам тука медицинските сестри и докторките од одделот за хематологија, затоа што се навистина многу пристапни и се многу пријатни, затоа што јас имав и страф од игли, например, кој конечно и го надминав до некој начин, затоа што секои 2 недели треба да примам инфузија сепак. На почеток одеше бавна, сега оди побрзо таа инфузија и многу поубаво се чувствувам. Нема никакви контраиндикации, значи откако ќе примам терапијата, ако одам наутро од околу 8-9 часот на клиника, потоа во 11-12 јас сум веќе на работа, на своето работно место и продолжувам да работам. Значи терапијата е таква што не пречи во животот. Си функционираш најнормално. Да. Доктор Шокарова, колку е тешко да се диагностицираат ретките болести? По дефиниција, да ги дефинираме, ретките болести се оние кои што се навоѓаат преваленција, кои што имаат преваленција, значи јавување во една популација од 1 на 2000 жители. Тоа се релативно ретки болести, во таа група се навоѓаат хетерогени групи на болести, значи колку специјалности има медицината, толку има и ретки болести, со оглед на тоа дека овие деца релативно колку и лекарот и да работи, да доваѓа во допир со пациенти, сепак во животот не може да ги види сите ретки болести. Има околу 8000 регистрирани ретки болести. Тоа се многу, во својот животен век еден лекар не може да ги види, заради тоа се направи иницијатива некаде пред 20 на 15 до 20 години во Европа, за да се подигне јавната свест за постоење на овие болести, значи да се направи еден систем на експертиза, значи експерти, секој од својата област, да може да помогне во диагностицирањето на овие болести. Тие се тешки прво за препознавање и кај нас и во светот, затоа што има не само кај нас е сепак мала и сиромашна земја која што не можеме да ги диагностицираме сите болести, ама и во светот им треба време, значи по сајтовите, по нивните белешки ќе видиме дека можеби од самиот почеток на болеста до нивното диагностицирање можеби поминува и 20-30 години, што сепак еден животен век, хендикепирачки век, кои што луѓето едноставно го поминуваат низ системот. Заради тоа е изграден и е подигната свеста за овие болести, направени се веќе експертни системи и центри низ Европа, кои што секој од својата област може да си каже за да пациентите може да дојдат во допир, значи и ние како лекари и самите пациенти, патот на Весна, кој што фактички самата се обидела тоа да го направи, сега се обидуваме тоа да го направиме по-системски, значи како едно да им понудиме на пациентите системско решение за да има достап до експертизата и во странство. Диагнозата е многу тешка. Прво, препознавањето на клиничката слика не е така едноставна, затоа што и самата болест може да биде со различна експресија кај секого, а вториот проблем представува проблемот на диагнозата. Значи, ако веќе помислиме на одредена болест, диагностичкиот пат е многу тешок. Имаме генетска диагноза за некои болести, конгениталните аномалии, синдромските пореметувања исто така спаѓаат во групата на ретки болести кои што се ретки и спаѓаат во оваа група, ама немаат лек. Додека оние болести каде што има лек, веќе треба да ги диагностицираме што побрзо и заради тоа пред 2, па веќе и 3 години Министерството за здравство донесе направи една комисија за ретки болести и донесе еден план за националните стратегии. Значи секоја земја си прави своји национални стратегии и гледа што им е приоритет во моментот, после некоја година тоа може да се смени.